Крајот го краси делото, така и оваа лубеница ќе краси нашата трпеза. Госпоѓа Снежана, јавно ви благодарам од кујната на нашата трпеза да го украсиме и да го видиме уметничкото дело кое беше изработено со техниката карвинг. Да. Ви благодарам. Помалку од 15 на минути ви беа доволни за да го доработите ово уметничко дело. Колку 10 минути немаш? Толку. А веќе Воислав посака и некоја куќа да изработите на овошје или зеленчука. Ќе се обида, може да се напред, да се проба нешто. Која е најинтересната порачка што сте добила? Лого добивам на фирми, кога нешто имаат, кога спремам кетеринг за фирмите и ми порачуваат лого, а понекогаш и му спремам изненадувања. Интересно, интересно. Кој изненадување ќе го имаме до крај, останете со нас да видиме, но во овој дел, како што сте навикнати, заради работните обврски, ќе ги покажеме првите фотографии од Војо, а потоа заедно со неговите пријателки ќе го ослободиме да замине на дестинацијата на која што го очекува, а доколку сакате и вие на вашиот роден ден прослава или било што да имате карвинг уметност или пак некој од пријателките и другарките кои што ги има и како во својата плејада Војо, тогаш направете го истото за да имате интересен момент. Да ги погледнеме фотографиите и да ги коментираме истите. Воја, јас те изненадив со неколку Facebook фотографии. Слободно коментирање. Да, ова е мој колега Невен од Хрватска. Ова е Свет змија, неговата изложба. Тој е долги години терорист, нели, човек како јас, така многу змии уштери. И да, тоа е еден добар пријател, и еден голем познавач на овие животинки. Така, за каков тип на змија станува збор? Ова е бурмански питон, претпоставувам, да, ја не догледувам без научари, ама да, бурмански питон е голема. Така да, голема е неговата збирка и оваа година мислам дека некоја јубилејна изложба правеше, па му бев на посета и така. Тоест фотографија направена. Јас се изненадив на зоолошката во Врање, во Србија, на многу места во Србија имаат и мали зоолошки градини. Зоси, јас не сум голем поддржувач на истите, ама да, се додека етички така се грижат за благосостојбе на животните, тогаш е окей. Да, составен дел на работата, гледате safety first. Ја споменавте. Да. Што правите тука? Тука кроиме некој вистерија, мислам дека тоа е еден ползавец кој што треба да прави сенка кај пингвините и им даваме добар пример на посетителите. Не качени на клупа, ама немавме, импровизираме, нели тоа рековме, составен дел на работата ни е да ја слушате природата и да реагирате со истата, ама да, градинарењето мислам дека ми е некоја јога варијанта во последните години како би се опуштил од стресните викенди. Така, следна фотографија, неколку се, нема да те оптоваруваме. Ова е моето омилено. Ова е Окапи, сликано е во Далас Зу, во Америка. Да, ова е бекстејдж момент кој што мислам дека не знам, луѓе што така нешто посакуваат, ќе ме разберат, тоа е баш пасија. Луѓето кои што чуваат Окапи се многу специјални и некако се препознаваме. Значи, јас и не дека сум се познавал многу предходно со тие колеги тамо, ама инстантно се конектиравме и со 2-3 збора се разбираш и кога ме внесоа позади, јас мислам дека тога шеќер и вода требаше да ми носат. Да, Окапи. Окапи е една многу малечка симпатична жирафа. Да, еве сум, брендиран сум си дошол. Тоа е малечка жирафа која живее во Конго и за жал денес е многу загрозена заради литиумските батерии кои што постојано ги користиме во сите нови смарт апарати и практично Конго е уништен заради токму оваа причина. А па за жал Окапи живее само таму. Тоа е еден тип, рековме, на шумска мала жирафа која е многу ретка. Приказната за еднорозите всушност потекнува баш од нив. И на децата кога ќе тргнам да им раскажувам целата приказна како настанало, како го донеле, како првпат го виделе, мислам дека тоа е едно од најфасцинантните така приказни или моменти. Да, моје омилено. Така. Ова се некои кучиња, не знам, нешто во фотографии или можеби да е некоја следна, можеби да е на другиот Војо. Стрелиција, да, еве, едно од Bird of Paradise или растение кое се вика растението на рајот? На рајот, да, птицата од рајот, така да едно од моите омилени.
И ова е у некоја зоолошка сигурно сликана, Не е за жал можам во да се Скопје. сетам. Јас се надевам Да. дека во идно време ќе имаме вакви фотографии од скопската Не зоолошка. гледам тиквата. Со војот тикви да не садиш. Ова е тоа. Со војот тикви да не садиш, еве што ќе ти излезе. Тикви Снежана, еве тиква. Ова е мое производство. Знаеш како добро се Секоја Градинар. разговарат. Секоја чест Војо. Да, ова е Природно се сточни. создадено за така. Да, ова е малце поголемка, ама ги садев за Дуња и Даела и во ќошење во градината кај што нема публика, обично ги растам овие. Ама многу сакам и бобинки. Природно, органски, за дуња, дела за сите животни Од кои што... нивните гомца правам компост, од компостот садам тикви, тиквите пака и нив. Тоа е еко животот кој што ланецот кој што Ланецот треба на да го исхрана. почитуваме, така. Да. Да, тешка е нашата работа. Некогаш треба и базенот да го чистите на пингвините. И некогаш знаеме да се шегуваме со Маја колку нели може да биде и симпатична нашата работа, дека не е само Оно што го гледаме чистење. кога уживаме. Да. Добро, некогаш позираме вака малце како добро. модели Па добро. за да тоа изгледа така уште Да кажеме дека животот е убав. како Неминавно да, со оваа ова фотографија исто завршуваме. состав. Да, ова е составниот дел, ова е Горан ме сликал, Горан Атанасовски, нашиот фотограф. Голем поздрав до од Горан, Нова кој беше и Македонија. наш гостин. Ова е сабајлечки. Значи ова е сабајлечки кога се будат слонови и нивната омилена храна, тоа се свежи лисија од врба, бамбуз, дудинка, тоа од прилика многу сакаше Дуња и секој утро вака почнуваше. Така. Да. Голем поздрав до Горан Атанасовски. Да. Фотографијата раскажува многу повеќе. Пред да ти испратиме по едно прашање сите тројца, посегнете господја Снежана по прашањата во садот. Во садот не само може и по праските. може. Во малиот сад. Гледаш? Пута од праските подадете му на Воислав и на Покажавте Војо. таму. Извинете, да. И јас да си земам. Јас си помислив дека ми рековте за да Не, резвам. може. Да резвам Едно. праска, затоа Едно. добро. Прочитај ни го на глас и те испраќаме. Војо, повели. Да почнеме од тебе. Повели. Јас, добро. Кој е најчудната лузна на твоето тело? Најчудната лузна ми е овој прст кој што мојот доктор Србов ми го склопуваше пред некоја година, а еден мој колега кој е сега ветеринар во полиција ми го одсече додека градинаревме кај мене во градината и буквално целиот прст е склопуван на неколку пати, бидејќи имав еден сериозно голем засек. Не е од животно, најчесто луѓе тоа се така, да помислат. не каснат, не Не е тоа. Така. Војо, ти благодарам. Те испраќаме со твоите убавици, те посакувам убаво лето, до Благодарам. следна средба само за убави работи Договорен да се сум со пингвините на доручек, иначе ќе поседе. Војо го испраќаме на доручек со пингвините, а ние остануваме на нашата трпеза. Ти благодарам многу за гостувањето. Господја Снежана, прочитате ни го јавно прашањето и споделете ни. Ако би можел да се замени со некоја личност на еден ден, која би била и зошто? Би се заменила со учителка во детска градинка, Зошто? затоа што како дете сонував да работам да завршам Педагошки факултет. училиште за деца и да работам во детска градинка. Интересно, Но интересно. животот ме однесе на друга страна и така да. Сега работите за децата. Да, за сите работам, Така. да. Инаку имам две внучиња. Да се живи и поздравувам. здрави. Така да мислам дека тоа дел од тоа што не го постигнав како во сонот дечки, мислам дека го применував на нив. Сега тие се големи, едниот е 13, другиот 16 години. А вашата Така да. сна е во позадина, да ја поздравиме. Снашката ми е тука, таа ми е. Да, интересно е што го рушите табуто сна и свекрва дека не се сакаат и почитуваат. Напротив, таа дојде со вас, ви помогна за целата декорација и ме радува што имаме таков пример на сна и свекрва. Таа ми е, како да речем, асистент. Браво. Не помошник. Браво. Само. И асистент, така да ме коригира, коректор ми е. Ме коригира, ако нешто не е како што треба или нешто како сгрешам, таа ме враќа на правиот пат. Секоја чест. Слободно Сепак мојата работа е многу стран, мислам општо захтевна, така да некогаш може и да направам нешто што во моментот не сум го испланирала. Така да таа е тука, понекогаш кога имам потреба, доаѓа и ќерката, така се дружиме и се... Ке ве наследи ли некој?
Во што? Во што го правите? Во карвингот? Така. Мислам дека помалиот внук Марко. Поздрав до Марко, браво. Како малечук гледал таму на YouTube нешто и ме натера да ми донесе лубеница, да излавиме лубеницата, да направиме сок, па ставивме чешма и од чешмата ја отваравме, се цадеше сокот и ние пиевме и се наздравувавме. Имам и снимки што Браво за еден ден Марко. кој ќе порасне, тие ќе му бидат навистина нешто интересно. И секогаш кога ќе земам да резвам, тој секогаш бара ноже, ама јас неш како ти беше помалечок тогаш и се плашев овие ножи, јас им му давав од овие алатките. Така да секогаш ми беше придружник. Се надевам дека еден ден, бидејќи утринската 25 години, дека за години пред нас Марко ќе биде на вашето столче и ќе ја надмине баба и ќе биде уште поуспешен во ова што вие денеска го работите. Војслав, повели твоето прашање, што одврати од садот на прашања и одговори ни го јавно. Сакам да кажам дека просто Воја не само што имињата не се исти, туку истиот прст ни е повреден. Како е вашата повреда? Како ветеринари, како ветеринар, мене од животно ми е навистина повреден прстот, имам еден траен белек на истиот прст, така што да, треба да знаеме дека ние како ветеринари треба прво нашата безбедност да ја гледаме кога да речеме управуваме со животни или кога помагаме на животни, па потоа веќе ни е пациентот пред нас. Интересно прашање, која беше последната книга што имаш прочитано без да прескокнуваш страни? Јас доста работам на личен развој по принцип и доста читам стручна литература, така што повеќе сум насочен во насока на стручната литература. Ме интересира историја во секој случај, ама немам време сега во моментов, се уште најверојатно сметам дека има многу каде да се развијам во мојата област, така што читам книги кои што се во област на благосостојба на животни, во однос на клинички дисциплини, така да таму ми е фокусот, немам многу време јас да се посветам на зашто ние ветеринарите сме во фаза на континуирано учење. Таква ни е професијата, да. И лекарите и ветеринарите континуирано мораат и би требало да учат, бидејќи верувам дека секојдневно има нешто ново и различно. И организмот е една буквално непресушна вселена на информации, на можности за да може да помогнеме на еден организам, а поготово од нас ветеринарите, за разлика ги спомнавте нашите колеги медицинарите, тие се повеќе насочени во една насока, па навистина длабоко навлегуваат како специјалисти во конкретната насока. Кај нас ветеринарите се бара од нас да бидеме доста по-хоризонтални, со доста пошироки знаења, покрај системски, но ние имаме и различни видови на животни кои што навистина треба да ги третираме. Кој денес донесе змија. Да, ние треба да знаеме и за змијата како влечиво, кој што е ладнокрвно животно, кој што има сосема различна диета, да речеме, од топлокрвни животни, па различен систем на функционирање, лековите, лекарствата и препаратите различно делуваат во различните системи, така да што тоа е еден комплексен систем кој што нашата глава треба да го isprocesira во рамки на секунди за да можеме да знаеме на конкретното животно што најдобро треба да направиме за да му помогнеме. Кој е најчудното животно кое што сте го добиле во вашата ординација да помогнете, да го излечите или едноставно да дадете одговор на некој од прашањата? Многу биле. Сега ако зборуваме да речеме од животни кои што ретко доаѓаат, сме имале срни, сме имале кои што се повредени од најчесто автомобилски несреќи за жал, сме имале бувот живееше кај мене можеби 2 месеци за да го кренеме, за да може да продолжи. Сме имале штрк кој што беше со повредено крило, па ампутиравме крило, па после штркот продолжи во една многу убава атмосфера да си продолжи да се живее и така натаму. Не е штркот во Гевгелија или не е тој. Не е тој. Сме имале, не знам, сме имале петал, например, петалот кој што е спасен од комерцијално искористување, прекрасен е, со сериозни, да речеме, болести, но фамилијата, семејството кој што сакаат да го гледат како домашен милник, толку многу се имаат посветено, не само на него и на многу други таков тип на животни. Зарем некој во Скопје има петал за домашно животно? Да, има, да. И навистина го гледаат како и не само него, конкретната фамилија гледаат навистина спасени животни и кучиња и мачиња и друг тип на животни со цел да им дадат еден убав тек без комерцијалниот дел од нивното искористување, така што има тоа многу луѓе ги има во држава, ама ево се некои што сме имале желки, сме имале не само и диви желки, страчки, сега во последно време пролетуваат страчките, така што буквално на неделно ниво ни доаѓаат нови страчки.
од загрижени граѓани кои што треба да ги одгледаме, да се грижиме за нив, па им кажуваме како тие направиле начин да го направат, тоа е да им кажеме вратете ги назад. Јатото се грижи за нив, вратете ги на повисока површина, на повисока место каде што мачките можеби нема толку лесно да може да дојдат, а верувате дека целата таа група, они се многу социјални животни, се разбираат помеѓу себе, си ги бранат малите, само треба страчката да име негде каде што нема да напаѓаат па луѓе. Често пати знаеме да слушаме ме нападна страчка, ми пролета на глава. Зошто тоа ни се Тоа е точно во овие периоди кога пролетуваат малите страчки. И целото јато ги брани малите страчки. Да. Како и сега во човештвото. Да, и мене ме нападнаа пред некој кратко време, заловавме куче во еден парк. Они мислеа дека ние одиме кај страчките, така да исто ми одлетува над глава. Треба да знаеме дека да ја заобиколиме околината, ако видиме падната страчка, мојата колешка беше сериозно исто така нападната во Песталоци во училиштето, буквално одеше со кабаница да го земе за да го однесе на друго место, дека страчките реагираат и ја напаѓаат буквално. И мораше да избега да влезе од едниот влез на училиштето, излезе од другиот за да не ја препознаат кога ќе излезе од друга страна, што тие се како дронови и од озгора се гледаат што се случува, кај се движи, што препознаваат по облека, по начин на движење и така натаму. Така што ете имаме различни типови, освен стандардните куче, маче, папагал, зајче и така натаму. Имаме и други животни кои што навистина треба да се посветиме и да помагаме. Која е препореката за сите оние кои сакаат да здомат животно, а имаат мали деца? Дали завршува љубовта кога детето расте, па тука имаме негрижата кон домашното животно, или пак треба вистински да ја препознаат не само желбата, туку и потребата? Секој треба да почнеш од личниот пример. Личниот пример во моето семејство е ние имаме кученце кое што живее со нас, кое што е член на семејството, кое што буквално е равноправен член на семејството и дава одличен пример кон децата во некои ситуации. Во други ситуации децата се учат за социјален живот, се учат за одговорност према животните, се учат за правилен начин на комуникација со можеби вид кој што не можеш ти да се разбереш преку збор, туку мора да се разбереш преку гестикулација, со што развиваат повторно други социјални вештини децата и од здравствена гледна точка, која сум ветеринар, но сепак One Health е системот на здравјето, како кај животните, така и кај луѓето. Навистина, имуниот систем е сериозно подобро развиен кај деца кои што растале со животни, од децата кои што растале условно речено во стерилна средина. Така што огромен бенефит има да се расте со животно, но треба да знаеме дека животното не е играчка и не е до определен период, туку прво, во секој случај, родителот е одговорен за животното. Како растат децата, убаво е да се пренесе одговорноста на животното. Еве, со моите родители, кога јас бев на студирање во странство, кога ќе им сеав и ќе им кречам прво за кучето, кога ќе ги прашам, викам, па добро, па ние што сме тука, нели? Тоа значи дека јас сум ја превземал таа емпатија и обврска кон животното и мислам дека тоа е правилниот начин и гледам дека моите деца исто кога се некаде прво прашуваат за кучето. Так, како се вика миленикот кој дел од вашето семејство? Леа се вика и тоа е крстена по миленикот кој што јас сум го имал како дете, што се викаше Леа. Да. Интересно. Но ако имате дама како господја Снежана во вашиот дом, дефинитивно уметноста нема да не достига, таа од праските кои што ни ги донесе Војо, ни направи мало уметничко дело. Секоја чест, господја Снежана. Да не помисли дека не сме изрезбале, да му пратиме слика. Да, ќе му испратиме фотографија да ги види праските кои тој ги одгледува во зоолошката градина и мирисаат прекрасно, се гледа дека се природни и непрскани. Да ги погледнеме фотографиите од господјата Снежана, да ги коментираме истите и верувам дека ќе уживаме во све тоа што таа ни го испрати. Господја Снежана, како ги гледате фотографиите, така коментирајте ги. Ова беше во Джамбо Веро, на како се викаше ова сладкаристика, да. Така. За тортијадата. Тука бевме со господјата е колешка од Србија, а ова е мојот колега Владко Алексовски од Прилеп. Па ние сме единствените од Македонија кои што се наоѓаме, кои што одиме понад превари од кај нас. Има повеќе луѓе што резбаат, али не многу. Ова е резба на тиква, цветови од пиперка и авокадо. И авокадото може и тоа да принесе. Ова е од еден надпревар во, како се викаш, во Бугарија, во Попово. Таму имаат фестивал на смејата. Символот е петел. И затоа имам изрезбано маски
Маскенбал е тоа, некој си. Така. И таму е прекрасно интересно. Тоа е мојата братучетка Тања. И ова е Бојан од Врање, исто така мој колега. Треба да го донесеме фестивалот на смејата и во Скопје, некако заборавија луѓето да се смеат. Па порано имавме и тука надпревари. Ова е манго и семка, резбана семка од авокадо. Сега че сте успеале дури семката, па не е многу цврста, така да... Цврста е, треба многу внимание, сепак тоа е многу малечка. Сакав да пробам и... Браво. И мислам дека успеав. Навистина. Да. Изгледа отлично. Да. И... Ова е моето... Споминавме. Ова е моето милениче, турскиот кангал Ајда, која што ми е... Колку години е дел од вашиот живот? 4 и повеќе од 4 години. Да. Така, И од тука се релаксира на портата. Бидејќи не може да излезе, јас не сакам куче на синџир. И кај мене во дворот е таа секогаш пуштена. И располага каде што сака таму. И тука е најдобро кога ќе легне овака. Так. И се релаксира. Значи да не е заглавена. Така, да ги поздравува сите кои минува. Да, сите ги поздравува, не пропушта никој. Супер. Ова е еден аранжман, овошен, за свадба со кетерингот. Одлично. Да се види како убаво делува, како изгледа еден мал детаљ. Али... Деталите ги прават убавината на нештата, така да... Тоа е лубеница и со цело овошје, така да како една целина изгледа прекрасно на масата. Обично, мислам, овие одат на шведска маса. А овие се припрема за некаде. Така, за свадба, порачка за свадба беше тоа, момче и невеста. Се гледа младенци на едната лубеница. И тие по порачка се, некој бара така, по тоа што може да се изработи, го изработувам по желбите на муштариите. Супер. Ова е од последниот надпревар на Брач, во Супетар. Ова е дисциплината или категоријата лайф, во живо, пред судиите, пред комисиите, да видат дека тоа што сме го донеле во homemade, така, дека не е лага. Другата дисциплина, дека е наше. Така е. Ова е од тој надпревар, последниот сега во март. Ова е, како да кажам, мојот идол, Стево Карапанџа. Прекрасно. Да. Тој е еден од судиите на надпреварите. Ова е мојот поголем внук, Филип. Тој како мал секогаш беше со мене, јас викав дека е мојот соработник. И ова е паунот е изработен од дајкон. Секоја чест, господи. Имам изработено многу пауни и ова е букет од јагоди, свежа јагода. Прекрасно. Го изработив за една крштевка кај што бев кума и после ручекот ги сервиравме јагодите со парче торта и јагода. Прекрасен букет. Иницијатива за сите кои сакаат да подарат, мислам дека е одлична идеја. Ова е исто така од Скопје, тука во Джамбо Веро, од манифестацијата, тортијада. Ова е во Струмица, тиквите ги отидов ги земав од Неготино, ги земав во Струмица, во едно село ги купив, ги донесов во Неготино и потоа ги изразбарив и пак ги вратив назад во Струмица за надпревар и освоив златна медаља за тие. Тиквите беа огромни. Ова е надпревар во Турција, тоа е еден од судиите во Истанбул. Таму освоив сребрена медаља. Се надпреварував само во една дисциплина лайф. Сето ова се работи за 2 часа и 45 минути и имаме 15 минути да го аранжираме изработеното, да биде како целина и да се повлечеме. Да не видат кој е чие. Ова е пауните се изработени од обичен компир. Браво. Да, ова е за една свадба, овошна маса. И сите составни елементи околу него, резано овошје, цело овошје.
Ова е покојниот Милош Лацковиќ, судија од Словачка. Ова е надпревар во Бугарија. Таму беше. И ова исто така во лајв. Ова е резба во кашкавал. Сето, и песокот, и рибите, и делфините, сам не баш добро се гледа, можеби. Сето тоа делфините со мајката, со бебето делфин, со други риби, сето е изработено од кашкавал, дисциплината. Интересно. Да. Ова е резба од сапун. И девојката, и вазната, и свечникот, и сапунчињата доле се изрезбани од сапун. Ова е се резби, птиците беа ги резбав за една веридба. Зубови настани. Тоа беше за едно место, а лубениците беа порачани за други муштерии. Туку ги резба во еден ден, така да како една целина изгледаат прекрасно. Навистина. Да, лубениците беа порачани во Гевгелија. И овие се исто така пауни од дајкон. Исто така за една свадба. Времето ни е кратко да го прикажеме се она што ни го прикажавте, но сте неуморни. Кога и да се слуштавме, вие постојано бевте во движење, возите и комба. Ја пренесувате робата од една на друга локација. Буквално сте неуморни во вашата работа. Мора да се работи кога веќе сме се нафатиле, бизнисот, ресторанот, работењето мора да оди. Не е за еден ден, ние сме... Од кое село, од кое место го има најубавиот зеленчук? Патлиџанот кој што во Скопје веќе заборавивме како изгледа и како мириса. Зеленчукот го земаме од Струмица, а патлиџаните ги земаме од Богданци. Одлично. Баш вчера, се враќајќи се од Дојран, направив релација Богданци и го наполнив комбето со патлиџани. Сега има има да се насладуваат од оној патлиџан кој што мислам дека го заборавивме како мириса, како е вкусот и како изгледа. Војслав, дали има прашање што не ви го поставивме, а рече си на 2 минути пред крај сакате да не го дадете како одговор и како одговорно лице на лајка? Сакам да се заблагодарам прво на телевизијата што навистина не поддржува, ја поддржува идејата да ја зголемиме јавната свест, да работиме малце повеќе со граѓаните преку вашиот медиум, навистина стигаме до многу широка публика со цел да се превенира колку што може повеќе во пократок временски период со цел да немаме нови кучиња на улица. Секој еден од нас треба да се запраша и секој еден од нас за секој еден проблем треба да тргне сам од себе, па потоа да се адресира кон тие кои што како лајка, кои што треба да го контролираат проблемот. Така што прво со сопствениот двор што се вика да си го средиме, да си го изчистиме, па потоа да продолжиме понатаму да критикуваме некој друг што работи и како работи. Така. Господја Снежана, крајот го краси делот. Ваш завршен збор и јавно ви благодарам за лубеницата со Канал 5. И јас ви благодарам на поканата. Така. Ги поздравувам сите гледачи на Канал 5. Така. Вас посебно, вашите колеги. И многу сум ви благодарна, навистина. Ви благодарам што од Неготина денеска ни дојдовте заедно со вашата снашка да ни ја украсите телевизијата, да ни го украсите се она што значи утринско дружење. Јавно ви благодарам на даденото време и внимание. Може да си размените контакти во иднина и лајка да биде разубавена со карвинг. Па ќе се обидам нешто да направам. Така, верувам. Не само што ќе се обидете, туку и ќе успеете. А вам јавно ви благодарам што секој утро се будите и останувате до крај на Канал 5 телевизија. Останете и натаму, уживаме во одлична македонска музика.